А сега ние ќе се префрлиме во другиот дел од нашето студио, каде што ни дојде гостин од Ресен. Едно прекрасно момче, кое што внесе една убава и позитивна енергија и сега гледачите ќе видат и ќе знаат зашто јас точно зборувам. Добро утро, Даниел Рунчевски. Добро утро. Како сме? Одлично. Како патувавме? Супер. Драго ми е, добре ни дојде. Добре ве најдов. И драго ми е што ќе имаме можност да слушнеме нешто повеќе сега за тебе и да промовираме нешто ново, така? Да. Ти имаш преубав глас. Оливера уште од раните утрински часови кажа колку ти внесуваш една убава енергија кај сите нас и повозрастните не освојуваш со начинот на кој што ги интерпретираш, пееш песните. Така ли е? Така е. Ајде, повелете, Оливера. Многу харизматичен, шармантен и со, верувам, блескава кариера пред себе. Имаш само 15-16 години, завршуваш прва година во Средното економско правно училиште таму во твојот роден град и верувам дека нема да го изоставиш и ова. Впрочем, ова ти е и втората љубов, меѓутоа можеби и уште поголема од економијата и правото. Ке видиме како ќе се отварат патиштата, нели? Се уште е рано. Меѓутоа, со право, еве, веќе повеќе од 3 месеци ти ни беше во студиото на 5 март, така видовме во сликите, но сега со право дојде бидејќи направи еден нов видеозапис. Јас сакам прво за тоа да зборуваме, а потоа и за сите оние работи што летниот период ќе ги подготвуваш. За дедовината, една прекрасна песна која што ја извади токму за Ѓурѓовден, 6 мај. Да. Па, како што знаете, јас по втор пат сум ваше во студио и се осеќам како да сум дома, едноставно. Првата песна се викаше Оро во Јанковец, убава песна. Ова песна за дедовината, напишана од Валентина Парго Ѓорѓиевска, аранжманот на Ристо Крстевски, благодарност до нив двајца. Песната е снимена во убавините на мојата преспа, да кажам, со помош на Боби Толевски, и многу сум благодарен. Да, се беше во рокот, бидејќи требаше да ја испромовираме токму за Ѓурѓовден, бидејќи се спомнува и овој голем празник во песната, така? Како што гледате во песната се зборува за Венец Ѓурѓовденски, затоа сакавме токму песната да биде емитувана на празникот Ѓурѓовден. Ние и во утринската баш на 6 мај ја емитувавме таа песна и многу ми е драго што ете ги исполнуваш целите онака како што сакаш. Во спотот ќе го видиме малку на крај, нели на крајот разговорот, за да ги запознаеме и да ги подсетиме нашите гледачи. Има многу млади луѓе, тоа се твои другари, пријатели, бидејќи ти членуваш и во културно-уметничко друштво. Да, членувам и во културното уметничко друштво Таши Милошевски. Еве и да ги подсетам граѓаните на Ресен дека на 27 јуни оваа година културното уметничко друштво прославува 81 година од постоењето и ги поканувам сите и од Скопје, од сите градови во Република Македонија да дојдат да не поддржат и да видат дека навистина навреди тоа што го правиме. А што правите всушност со друштвото? Ја зачувуваме традицијата која што е пренесена од минатите колена и сакаме да ја продолжиме истата традиција на идните генерации. Така, таму членувале вашите дедовци, татковци, прадедовци, прадедовци, да, 81 година е навистина голема бројка. Едно од најстарите друштва во Македонија. Сигурно, да, тие што се живи се горди што ваква млада крв, млада енергија ги продолжува овие традиции, адети, обичаи. Да. Што подготвувате за тој концерт на 27-ми? Подготвуваме различни ора, песни и други композиции. Бројката на концертот е, да кажам, многу голема заинтересираност има. Лани обележувавме 80 години. Сега 81. Сега 81. Доколку сме во можност, ќе дојдеме и ќе видиме што сте подготвиле. Ти всушност имаш идеја со твоите другари од друштвото да направиш и еден бенд. Да, со моите пријатели, ево воедно и да ги поздравам, планираме да оформиме бенд, група, за која што ќе свириме, ќе се веселиме, ќе го веселиме македонскиот народ. Ќе зачуваме и таа традиција што е пренесена на нас и на идните генерации. Така. И уште една работа, имаме уште многу да зборуваме, но
ти понудија да направиш, да препееш песна, што можеби Слободанка ќе се сети на Ален Славица. Може и си го слушала. Дали сум го слушала, па тој беше нашата најголема симпатија. Така е. И јас кога ми спомена Ален Славица, викам, па ние, кога бевме млади и на оваа возраст на која што си ти, навистина го слушавме и го обожававме. И беше еден од најомилените пејачи. Да, на југословенските простори. Песната ја отпеа Ален Славица 88 година и таа се викаше Љубовта само е сон. Добив понуда оваа година да ја испеам неговата песна. Тој ќе одржи концерт во Битола. На неговиот концерт јас ќе препеам неговата песна, што е испеана во Макфест 1988. И ми е голема чест да испеам таа песна. Аранжманот го прави Раде Стаматов, а текстот додека го имал Валентин Соколевски. Само напред сега да се чекориш. сакаме да ставиме нов печат на оваа песна со нов аранжман на Раде Стаматов и да ја направиме песната да биде уште попопуларна од тоа време на југословенските простори. Многу се пееше, навистина. Јас ја пуштив сега пред малку на YouTube и се поутсетив на тие далечни убави времиња. Да, убави времиња и верувам дека ќе биде уште поубава и за младите да ја слушаат во твој аранжман. Да. Сега ти од март навака учествуваш и на еден државен надпревар? Да, учествував на државниот надпревар по соло пеење. Надпреварот се викаше Сдружение на музички педагози на Република Македонија. Таму заедно со професорката Марија Јосифовска ја освоивме прва награда на тој надпревар, на државниот надпревар. И многу сум благодарен. И од тој ден, па се до денес, напредувам и ако Господ сака, се може. Може да стигнеме и до врвот. Но и ако ти сакаш. Да. А тука и Господ да помогне во твоите желби да ти се остварат. Оливера, ќе ми дозволиш? Да. Златно момче си, тоа се забележува веднаш, воспитано. И многу ми е драго кога имаме вакви млади, ти велиш за идните генерации, а ти си таа генерација која што ние треба возрастните да пренесеме традицијата и културата. Ме интересира од твоето семејство ли гаиш ваква љубов кон Македонија, кон нашата традиција и култура, но со оглед на тоа дека си член во културно-уметничко друштво, но исто така и за пеењето? Дедо, баба, мама, тато? Па до сега во мојава фамилија никој не бил музички образован, да речем. Сите ја сакале музиката, но јас еве како прв од фамилијата, но посрамежливо ја сакале. Како да кажем. Одлично, браво и да си продолжиш понатака затоа што си златно момче. Благодарам. На надпреварот каде што ја усвои првата награда на овој државен надпревар, ја пееше Мојата Македонија од Давид Темелков. Да. Песна испеана од мене со повеќе емоции. И мислам дека ја доловив песната. Јас си кажав, на Слободанка, дека имаш волшебен, магичен глас и дека сега до нас седи еден феномен кој што наредните години верувам дека ќе си го добие својот израз. Но добро, веќе чекориме кон возрастен, така? Важно да кажам, заборавив пред малку да кажам, дека во основно образование најмногу ми има помогнато наставникот Христијан Башевски. По музичко? По музичко образование. Со него научив многу техники. Браво. Со кои и денес ги користам и ќе ги користам понатака. Се наоѓа време и за на училиште и за сите овие други активности кои што си ги имаш. Предпоставувам и сум сигурна дека си одличен ученик. Одличен ученик, да. Гледајќи што се возможно е кај тебе. Имам време да пристигам и со пеењето и со учењето. И со други активности, рекреативно да спортувам. Со вакви млади иднината на Македонија е загарантирана понатаму. Да ве има што повеќе на ваков начин. Така, ми кажа од утре почнува и со пракса, од училиштето, таа феријална што треба да ја посетува, така да во вистинско време те повикавме тука да ни го распееш студиото и да ги почестиме нашите гледачи со убава енергија и убав глас. Планови летово ни кажа на 27 јуни ја препејуваш песната од Ален Славица, поточно концертот е на 27, а кога ќе биде тоа, во јули? Настапот на Ален Славица, не знам точно која дата, ама знам дека ќе биде во Битола, летово, да. Летово ќе биде во Битола, но веројатно имаш и нешто други планови. За дедовината се живее?
можем да кажем дека песнава за дедовината е многу прифатена од моите пријатели и другари, па дури и од поголемите, и од професорите, и од наставниците, и од сите. Сите ја знаат песнава да ја пеат. Каде и да одам, ја порачува да ја попеам токму оваа песна. Планови во летово имаме со културново друштво да одиме во Хрватска, Италија и Турција во Да турнеи. представувате Да Македонија, представи браво. Македонија во најдобро светло. Така треба, браво. Нашите секоја вечер. млади амбасадори. Да. Да. Секоја Песна за чест. дедовината, така? Така, Јас мислам време и Да. гледачите да ја слушнат, па да си ја пеат и да ја бараат по дома. Да. Да си уживаат, така? Се работи за што конкретно? За Песна за татковината, за дедовината, за убавините на Македонија. земјата, на Македонија. Браво, Даниел, браво, Тоа. така се сака Македонија. Така. Благодарам многу што беше дел од утринската програма. Ти посакувам многу успех понатаму и сите желби кои што си ги имаш замислено, нека се остварат. Ако не сите, барем 90%. Ви благодарам. Благодарам. Се гледаме во наредна прилика. Така е, обавезно, се што е ново кај тебе, добре дојден си во утринската програма. Вакви златни деца секогаш отворена врата и успешни да сте ни.